Священство, честни отци, браќа и сестри, може би многумина се прашуваат зошто овај Господов празник се пости. Додуше максимално се разрешува постот, се јаде утре и риба и масло секако, ама и сепак посет ден и секогаш паѓа во богородичните пости. Како Господов празник се пости? Кога знаеме дека Божик во кој ден да падне, и во среда и во петок не се пости. Богојавление во кој ден да падне, во среда или во петок пак не се пости. За Великден и да не зборуваме. Меѓутоа, сите тие празници имаат некаков пост пред празникот. Божик има 40 дена, Богојавление има бар еден ден пост. Знаете, денот Водокрст, кој е посен ден, а Великден, да кажеме, има исто 40 и повеќе денови на пост. Ако внимателно ги слушавме стихирите што се пееа денеска, ќе слушавме на многу пати пред крстот Твој, Господи, Ти ја покажа Твојата божествена природа. Затоа што пред распетието Господово да се случи, Господ покажа дека е Бог. Не правеше чуда како човек, туку правеше чуда како Бог. Ама тоа ни го покажа на денешен ден преку апостолите Петар, Јован и Јаков, кои ја видоа неговата божествена природа како светлина. Не како оваа светлина што дава сонцето, која е многу светла. Не знам таков човек кој може да гледа во сонцето да не ослепи. Поголемо таа светлина е божествената светлина. Таа светлина Господ ја покажа на апостолите, а преку апостолите примивме и ние и денеска го славиме денот кога е покажана таа божествена природа, односно кога е покажана светлината Господова. И затоа го славиме овој ден и празник како Господов празник, зашто Господ слават многу религии. Знаете дека и будистите, и шинтоистите, и муслиманите, и евреите слават некаков Бог, меѓутоа ние го славиме Бог кој го познавме. А како го познавме? Што сме многу интелигентни или паметни? Не, затоа што тој сам ни се откри. Како што се откри на денешен ден дека е и Бог и човек. И се откри преку наше само да веруваме. Да им поверуваме на апостолите, абе го видовме Господа како светлина. Тоа е важното. Тоа е суштински важно за нас христијаните, дека Господ ни се објави, дека не е скриен Бог, дека не е Бог кој не ни кажува што треба да правиме. Напротив, нашиот Бог се ни откри што е доволно за наше спасение. Секако својата природа не може да ни открие, зашто ние не можеме да ја сватиме. Како ќе ја сватиме? Ние не можеме собствената природа да ја сватиме. Гледате колку со напор, колку со труд медицината напредува и никако да стигне да ја свати суштината на човекот. А како ќе ја свати суштината на Бога? Меѓутоа, знаеме дека нашиот Бог е и Бог и човек. Дека Христос е и Бог и човек. Тој не е само човек и не е само Бог. Зашто само како Бог не може да не спасува. Нешто не може, туку затоа што ја почитува нашата слобода. А како човек да не зборувам, никако не може, колку и да е напреден, колку и да е интелигентен,
не се слушнале до сега дека човек може да го спаси овој свет. Но може како Бог и човек. Денеска ни се открива таа природа двојна на Богочовекот Христос. И затоа го славиме овој празник. И затоа е многу благополучно што се собираме во овој ден. Во толкова голем број, особено е потребно крушевчани кои навистина ја красат, се красат со побожноста, да се собираат во овој ден, на овој празник, во овој манастир посветен на преображението на Господа. Не е залудна потребата на нашите предходници да посветат манастир на некои од Господовите празници. Убаво е што посветуваат и на некои од светителите. На Свети Никола, на Свети Јован Крстител. И тие се важни и преважни. Ама нишкој не е положен од Господа Исуса Христа. И затоа е многу важно што Грушевчани овој манастир го посвети на светото преображение Господово. Нека им даде затоа Господ берекет и сили да го довршиме овој манастир. Ако погледнете, столбовите не ни се украсени како што е долично за манастирот, а столбовите завршуваат со капители, така наречени, тоа се на некој начин кринови, кои како цвет од сите нас се дигаат во височините Господови. Значи, недостасуваат овде во манастирот 4 столбови и 4 капители. Столбови не во смисла што крепат, зашто овие се долни крепат, ама не се украсени доволно. И 4 слепи, така наречени капители, на местата позади, каде што завршуваат лаците. Исто така недостигаат во овој свет манастир 2 певници, кои како што гледате ги донесовме од Свети Јован Крстител, за да можат достојно певците да имаат каде да си ги стават книгите. На овој манастир доликуваат убави, резбани певници да ги поставиме и последно од се, а што секако вие ќе го цените како прво, е еден владичански трон кој не достига, а гледате како се дименија владиците на обични столици. А во секоја црква е потребно да има владичански трон. Затоа, моја замолница е, од вашиот недостаток, кој знам дека го имате, да дадете последната лепта за секој од овие позиции кои ги отвараме и кој сака да даде за столбовите, кој сака за певниците, кој сака за владичанскиот стол. Да го доукрасиме и да го довршиме овај манастир во црквено обличие, во обликот на како да го наречам, конакот, во обликот на конакот, туку што доста работа треба и за сега кој може и кој сака нека учествува и во тоа. Меѓутоа во црквата сме должни сите ние да учествуваме. Господ нека ви даде сили, нека ви даде благослов, нека ви даде милост, да можете да го издржите крстот на животот кој секој од нас го носи. Меѓутоа, тој крст не води до Господа. Ниеден крст не е залуден, да го знаеме тоа. Крстот, особено затоа што Господ така ни покажа, за да стигне до воскресението, за да стигнеме ние до преображение, мораме преку крст да одиме. Затоа Господ нека ни помага на патот кој го одбираме да стигнеме до Царството Божие.
Ni ne otpuštaješ raba tvojega, vladiko, po glavu tvojemu s mirom. I ako vidiš da oči moji, spasenje tvoje ježe su gotoval pred litem svih ljudi, sve otkrovnje jazikov i slavu ljudi tvojih Izraelja.